Со скара, мезе, алкохол и дружба во природа, велешани ќе го одбележат празникот на трудот 1 мај. Традиционално се оди на излет до неодамна по 2 дена, а сега само еден. Суштината на празникот е одамна заборавена. На 1 мај никој не се бори за правата на работниците, туку се уживаат оние што веќе се освоени. Секоја година за велешани непосетени се излетничките места покрај езерото Младост и кај реката Бабуна. Така ќе биде и годинава. Граѓаните ќе бидат таму. Работникот ќе ужива еден ден во природа, утре ќе заборави на сите проблеми, ќе се прави скара. Оние пак со подлабоки џебови ќе одат некаде подалеку, во или надвор од државата. Надлежните апелираат до граѓаните за совесност, ѓубрето да се собере на куп, секој да се осигура дека жарот е целосно изгаснат и да се води грижа за природата. Полициската станица за безбедност за сообраќајот им порача на возачите да не консумираат алкохол, затоа што сообраќајот ќе биде згуснат, а управувањето со автомобил отежнато. Треба да ги запрашате првите луѓе на германската компанија за автомобилски делови Дрекселмајер зошто се одлучија да инвестираат во Кавадарци, а не во Велес. Ова е одговорот на градоначалникот Горан Петров на прашањето зошто градов изгуби од помала и географски полошо поставена општина. Тој не кажа кои биле предностите на Кавадарци во однос на Велес. Според него општината правела се за да привлече странски инвестиции и да се подобри економската состојба, но тоа не зависело само од нив, туку од намерата на инвеститорите. Сепак очигледно дека тоа што го прават надлежните не е доволно. Не успеаа во наша корист да го искористат фактот дека градот има најдобра местоположба и одлична инфраструктурна поврзаност. Прво, не знам од кого бараат одговор. Ако бараат одговор од представниците на германската фирма, јас ќе го препратам нивното барање до Германија да видиме што ќе им кажат представниците. Моја должност како градоначалник е по секоја цена и на секој начин да гледам одредена инвестиција да дојде во градот Велес. Тоа не значи дека секој разговор мора да заврши успешно и во најголем дел од разговорите исходот не зависи од општината, зависи од определбата на инвеститорот дали и каде ќе сака да инвестира. Повикот на опозицијата, кој бараа градоначалникот јавно да каже зошто не успеал да ги убеди германците да вложат во Велес, Петров го оцени како политиканство. Градоначалникот, вклучително и на Велес, е местото каде што доаѓаат сите потенцијални инвеститори. Значи, во исто време инвеститорите не посетуваат само еден град, посетуваат повеќе градови. Ако е намерата на членовите на Советот од опозицијата да не примаме никого без гаранција дека ќе биде овдека неговата дестинација за бизнис, отворење на бизнис, тогаш сме во многу лоша ситуација. Во случајов многу посилно се покажа кавадаречкото лоби, иако во општината имаше 1700 невработени од вкупно 37.000 граѓани. Само за споредба, од 55.000 велешани, дури 13.000 се без работа. Освен фабриката за автомобилски делови и новиот погон на Джонсон Контролс не се отвори во Велес, тие го избраа Штип. Привршува откупот на млад кромит во Башино село. Производителите велат дека задоволни се од цената која годинава ја има оваа култура. 1 килограм се продавал за околу 40 денари. Сметаат дека младиот кромит можел да има и повисока цена, но таа ја уриваат трговците кои го откупуваат. Добро беше година. Малку со прекупци треба малку да изсреди државата. Не уценуваат и секогаш е поскапа цената која е католичкиот Великден, тука 10 дена, 15. 10 дена. И тоа е. После ја куткаат они цената. Слабо се троши. За 60 денара 1 евро, еден сноп, тоа не е испалкиво и мислам година се потроши, а од претходните години остана. Како тече откупот на оваа рано-градинарска култура, викендов се интересираше заменик министерот за земјоделие и него му се пожалија дека кромитот можел да постигне повисока цена. Значи не само за младиот кромит, туку и за останатите земјоделски производи нормално е во одреден период од годината да има една цена, а во друг период на годината да има друга цена. Цената ја формира пазарот, побарувачката и ние не можеме многу да влијаеме врз тоа. Но
од она што можев да разговарам, посебно со земјоделците тука во Башино село, горе-долу се луѓето задоволни од откупната цена. Веќе сега е при крај откупот на кромидот и според нив и според нивните кажувања тоа е вообичаено и секоја година имаме намалување на цената при крајот на откупот. За надминување на проблемот со откупот, производителите бараат отворање на откупен центар. Министерството ја поддржува иницијативата, но смета дека и локалната власт треба да помогне во реализацијата на идејата. Како влада широко ги поддржуваме сите инвеститори кои сакат да градат откупно-дистрибутивни центри, вклучително и на подрачјето на Велес, и сметаме дека е тоа добро за развој на земјоделието и затоа инсистираме и бараме од самите градоначалници да вршат што е можно поголема урбанизација на одредени површини, се со цел да дадеме шанса да се изградат и други откупно-дистрибутивни центри. Нормално, како влада даваме низа поволности за сите оние кои сакат да отворат откупно-дистрибутивни центри. Башино село е најголем производител на млад кромит во Македонија. Годинава се произведени околу 700 тони. Поголем дел се извезуваше во Хрватска преку откупниот центар на Агрокор. Башиноселските земјоделци се задоволни од откупот на младиот кромит годинава, но се жалат дека се уште не ги добиле субвенциите од државата. Годинава субвенции зел само еден земјоделец од Башино село. Останатите парите ги чекаат дури од 2010 година. Заменик министерот за земјоделие Зоран Куњановски, кој вчера дојде да види како тече откупот на кромидот, ги уверуваше дека до крајот на јуни годинава ќе ги добијат парите од субвенции. Денес разговарав и со вработените во подрачната единица. Отпочната е исплатата за субвенциите до крајот на 30 јуни. Законскиот рок ќе бидат исплатени субвенциите не само во Велешко, него и во останатите региони во Република Македонија. Коњановски се пофали дека за изминатите 3 години на велешките земјоделци им биле исплатени 9,5 милиони евра субвенции. На земјоделците од Башино село пак не им се исплатени ниту парите за оштета од невремето што го зафати реонот пред 2 години. Министерот им вети дека ќе разговарат со надлежните со цел што побрзо да ги земат овие пари. За 2 дена уште една бензинска пумпа е ограбена во Велес. Вчера околу 22 часот непознат сторител е ограбил бензинската пумпа на Мак Петрол, лоцирана на автопатот Гевгелија Скопје во близина на велешкото село Караслари. Маскираниот разбойник влегол во објектот, му вперил пиштол на вработениот, му се заканил дека ќе губи ако не му ги даде парите. Од касата зел 22.000 денари избегал во непознат правец. Увид на лице место извршила екипа на СВР Велес и трага по сторителот. Во саботата во истото време мета на непознат разбойник била и бензинската пумпа на Мак Петрол, лоцирана на Штипско џаде. Оттаму разбойникот избегал со 26.000 денари. Разбойништвото го сторил на сличен начин како во вчерашното, маскиран со фантомка на главата и црни ракавици на рацете. Сторителот му вперил пиштол на вработениот, му ги зел парите од прометот и избегал во правец на населбата Речани. Полицијата работи на расветлување и на овој случај. Кривична пријава за кражба заработија тројца велешани, едниот 36 годишен, а останатите двајца по 20 години. Полицијата ги осомничи дека во првите 4 месеци од годинава извршиле вкупно 19 кражби и тешки кражби, направиле материјална штета од 238.700 денари. Сите тројца крадале од бутици, продавници, маркети, киосци и облажувалници. Го користеле невниманието на вработените, одземане пари од ташни или каси и веднаш бегале. Најчеста мета им биле жените. Во еден случај, од граѓанин кој излегувал од банка, одземале 29.500 денари. Во 2 случаи, на жени од рака им ги истргнале ташните, пошто избегале. Откако полицијата им влегла во трага, ги пронашле и поголем дел од украдените работи, лични документи, мобилни телефони, разни предмети. Веќе им се вратени на собствениците. Сите тројца крадци се познати во полицијата, досега надлежните органи им имаат изрекувано казни. Во надпревар без никакво резултатско значење, затоа што велешките ракометари веќе теоретски обезбедија опстанок во Суперлигата, Борес беше подобар од Кавадарци со убедливи 44:27.
Ова е трета победа поред, сите извојувани на домашен терен во спортската сала Гемиџи во рок од само една недела. Надпреварот со кавадарци беше решен во вториот дел, откако првото полувреме заврши 19:13. На висина на задачата беше комплетниот напад на Борец. Постигнатите 44 гола се резултат за почит, иако кавадарчани се една од најслабите екипи кои неверојатно ќе ја напуштат Суперлигата. На ракометарите и раководството на Борец сега им преостанува полека да ја сумираат оваа сезона, во која амбициите беа в година екипата да обезбеди пласман во Европа за по само неколку месеци, на конец да виси постоењето на клубот. После обстанокот може да се смета и за успех.